Повеќе од 20 куќи изгореа вчера во пожарите во општините Свети Николе, Пробиш и Штип. Најлошо беше во Светиниколското село Малино, каде изгореа 20 куќи. Ставен и пожарот кај Свети Николе во село Малино, каде што за жал вчера изгореа 20 куќи, од кои што најголемиот дел стари и напуштени куќи и неколку куќи кои што се уште се беа користени од страна на собствениците. Пожари имаше и во Пробиштип и Карбинци, потврдуваат од Центарот за управување со кризи. Територијата на Пробиштип активен е пожарот кај село Зелени град и село Јамиште, кој што представува голем шумски пожар и се заканува да влезе во квалитетна борова шума. На територијата на село Карбинци, кај село Горни Балван, вчера во текот на ноќта изби нов пожар кој што во овој момент кај него работат локалните пожарникари. И на територијата на Свети Николе имаме уште еден трет пожар кај селото Макреш и село Ранчинци, кој што изби утрово. Во Свети Николско, жителите на Гуѓанци, Макреш и Строиманци и други села вчера и денес водат грчевита борба за спас на имотот. Во текот на денешниот ден имаме големи пожари на латарот на селото Горно и Долно Гуѓанци, тоа е на територија накај соседна општина Куманово, накај Кршење, и Строиманци и Макреш, тоа е пред манастирот Света Недела во село Ранченци, над Немањите. Има силен ветер и доброволците, пожарникарите и војската грчевите се борат со пожар. Ризикот од пожар е присутен, па од Центарот за управување со кризи упатија апел до собствениците на куќи и викендици. Апелирам до сите собственици на куќи и викендици во планински села или во напуштени села да направат мек појас, противпожарен појас околу своите викендици, околу своите куќи. Истовремено ги повикувам сите жители на селата кои што може да бидат зафатени од пожари да направат противпожарни појаси околу селата, и тоа појаси широки по 10 па и 20 метри, ораници направени со големи трактори, некаде да се исчисти со булдожер. На тој начин превентивно ќе бидат заштитени сите села. Посебен апел од ЦУК упатуваат до земјоделците да не ги палат стрништата, бидејќи тоа е чин кој може да се третира како обид за убиство. Апелирам до сите земјоделци да прекинат со палење на стрништа. Палењето на стрништа треба да го посматрат како обид за убиство, затоа што пожарот од тоа стрниште може да навлезе во блиската трева, оттаму во блиската шума, во блиското село и да убие некој човек. Пример за ова се вчера изгорените две куќи во приградската населба на Штип, Стар Караорман, каде од едната куќа едва е извлечена и спасена жена. Претходно соседот запалил оган во дворот, а ветрот го проширил веднаш. Општината во случајов е подготвена да помогне во рамките на можностите, изјави штипскиот градоначалник Иван Јорданов, но порача. Напрво апелирам СВР Штип да го истражи случајот, затоа што човечки фактор и без разлика дали ставува збор за невнимание, сепак мораме совесно да се однесуваме, затоа што мало невнимание може да доведе до загрозување на човечките животи и до имотот. Дополнително како локална самоуправа ќе исконтактираме и се направи комисија до сите собственици на овие два објекти за да се направи проценка на штета и врз основа на тоа да се донесе одлука во каква форма ќе биде обештетувањето. Апелирам до сите граѓани на општина Штип совесно да се однесуваат, затоа што ова е пример како може од мало невнимание и во населено место да се предизвика голема опасност, не само кон имот, туку и кон човечките животи. Освен на споменатите места, во последните 3 дена гори на Осоговските планини, а Центарот за управување со кризи јавува и за ноќен пожар и во Карбинци.